На сајмот во Лос Анџелес светска премиера доживеа виетнамскиот VinFast, како што беше најавувано во последните неколку месеци дебитираа 100% електрични спортско корисни возила. Основана е во 2017 година. Таа инвестираше $1,5 милиарди во супермодерен фабрички комплекс. Ги собра кај себе најголемите умови од автомобилската индустрија, меѓу кои и доскорешниот прв човек на Opel, Михаел Лохшелер. Го ангажираше и познатото дизајнерско студио Pininfarina, а електрификацијата ја постави како предводник низ својот глобален пат. Тоа се одгледува во секој детаљ на новите модели, чиј модерен дизајн привлекува со своите моќни, но динамично избалансирани линии. Помалиот со ознака VF-E35 со својата должина од 4,75 и меѓускиното растојание од 2,95 метри ќе им конкурира на најновите адути во електричниот автомобилски свет Volkswagen ID4 и Hyundai Ioniq 5. Накупувачите ќе им понуди избор од еден или два електромотори со по 200 конски сили и автономија од 460, односно 500 километри. Поголемиот VF-E36 е долг 5,1 метар и ќе доаѓа само со погон на сите тркала со два пакета батерии со автономија од 480 или 680 километри. За постигнување на своите амбициозни цели, VinFast ќе понуди повеќе модели со кои ќе опфати разни пазарни сегменти по пристапни цени и со посветена грижа за купувачите со 10 годишна гаранција. VinFast има за цел да воведе и паметни технологии како што се Smart Security, системот за следење на сообраќајот и надзор на возачот, кој се служи со вештачка интелигенција, а секако во план се и автономните способности.